Почитувани, граѓаните од ден на ден се повеќе стануваат заложници на тоталитарните манири на Груевски и ВМРО-ДПМН. Власта како никогаш досега на дело ги покажува своите недемократски карактеристики на владење. Според критериумите на ВМРО-ДПМН во Македонија станува вистинско богохулење ако граѓаните јавно манифестираат некакво незадоволство. Така лекарите се под невиден притисок затоа што не согласуваат со политиките на министерот за здравство. Власта се обидува на секаков можен начин да ги девалвира автентичните граѓански иницијативи, па дури со судски одлуки се забранува уставното право на штрајк. Во режија на ВМРО-ДПМН, како печурки, никнуваат квази иницијативи, чија единствена задача е да организираат контрапротести, преку кои актуелната власт свесно ги понижува граѓаните. Последен доказ за тоа е така наречената иницијатива Изгор приватизација, која ВМРО-ДПМН ја формираше како одговор на автентичното граѓанско здружение АМАН. Впрочем, ако навистина сака да протестираат против изгор приватизацијата, тогаш ќе протестираат пред ОКТА, која е најкриминалната приватизација во Македонија и која ја минуваше токму сегашниот премиер Никола Груевски. И не само што граѓаните не наседнуваат на ваквите трикови, туку и самите партиски активисти јавно во камера признаа дека се организирани од ВМРО-ДПМН и донесени со автобуси, притоа без точно да знаат за што протестираат. Владачката партија има обврска да ја одговори на јавноста дали е точно дека на партиските активисти им дава во 500 денари дневница за да се појават на контрапротести. Со чии пари се плаќаат тие автобуси и дали овие трошоци за партиските војници на ВМРО-ДПМН влијаат на поскапувањето на цената на струјата. Граѓаните многу добро знаат дека за поскапувањето на струјата и енергенсите е одговорна токму владата на Никола Груевски, под чиј диктат и нарачки работи и регулаторната комисија. Затоа СДСМ ги повикува граѓаните да не дозволат власта да успее во своите намери, да ги узурпира основните демократски права кои се загарантирани со Устав. СДСМ, како и во минатото, така и во иднина, секогаш ќе ги поддржува автентичните граѓански иницијативи. Ние во оваа борба ќе обстоиме до крај, без разлика со какви се методики се служи актуелната власт. Контрапротестите, неизмислените иницијативи треба да ја овозможат на власта непречено да продолжи расипнички да ги троши народните пари, додека граѓаните едва врзуваат крај со крај во месецот.